Госпожо Корубин, на първо място съболезнования, искрени съболезнования за загиналите младежи в Кочани към цяла Македония. Вчера на протеста в Скопие се събраха хиляди македонски граждани, но направи впечатление посланието на една група студенти, които казаха, че във всяка държава има престъпници, престъпност, но само тук в Северна Македония престъпниците си имат държава. Съгласна ли сте с това определение? Какви са проблемите на системата тук? И не е ли именно тя виновна за ужасяващата трагедия, за толкова много погубени животи? Најпрво благодарам за сочувството и благодарност до Бугари и до бугарските граѓани за помошта што ја дадоа. Веднаш пристапија кон превземање на тешко повредените и се разбира како голем пријател и голем сосед. Да, трагедијата е од огромни размери, мислам дека и најголема трагедија во историјата на Северна Македонија, со волку голем број жртви и на начин на кој што се има случено. Пораката е многу јасна и на студентите и на практично тоа, можам да кажам слободно е став на повеќето граѓани, можеби најголемото мнозинство на граѓаните, дека ние живееме во систем на заробена држава, каде што точно, нели, како што велите, секаде имаме ние криминалци или мафија, меѓутоа овдека си има мафијата или криминалците си имаат сопствена држава. И во правна смисла концептот на заробена држава кај нас е од веќе 10 и повеќе години официјално е официјализиран од страна на Европската Унија и на тие две мисии под водство на Рајнхард Прибе, дека де факто Македонија е заробена држава и тоа беше и целта на големите протести пред 10 на години 2014, 15, 16, така наречената шарена револуција, специјалното јавно обвинителство како резултат на тие протести, доаѓањето на власта која за жал не успеа ниту да започне да го демонтира, јас би рекол, системот на заробената држава. За жал, сега денес може да констатираме дека настанот ваков размер било само прашање на време кога ќе се случи, а не дали ќе се случи, и прашање на време било колку во која форма ќе се случи и колку голем број на жртви ќе има. Ова е целосно потврдување на системот, односно и настане кулминација на непостапувањето на институциите на сите нива, од локална власт, преку централна власт, министерства, медиумско, да кажам, премолчување на сите овие настани, кои ги гледаме на крајот на криштата и овие денови, каде што повторно се прави обид да се направи дефокус од главниот проблем, а тоа се кои се виновниците. Наистина, кои са виновниците, защото в момента изглежда цялата отговорност се прехвърля върху хора като, да кажем, охранителите в дискотека Пулс в Кочани. Което е много странно. Не е ли отговорността върху плещите на хората, които управляват тази система? И редно ли е тези хора в момента да критикуват предишната власт, при положение, че кмета на този град е от управляващата партия от години? Така е, знаете, инстинктивна е реакцијата на луѓето во Кочани и тие протести што беа предвадени и вие не може тука да најдете никаква замерка, тоа е гнев, тоа е очај, тоа е агонија на тие луѓе, тие нормално ја лоцираат бидејќи тие знаат кои се тие луѓе кои управувале со клубот, тие ја знаат својата локална власт, тие знаат и сите ние знаеме секој во својата средина како тоа функционира и на кој начин се практично изигрувале законите за да имате вие дискотека во објект и не смел да биде дискотека, нема никакви противпожарни услови, нема никакви безбедносни протоколи и слично. Меѓутоа, малку сакам да дадам еден контекст на настаните за вашата публика во Бугарија. Минатата недела или минатите 2-3 недели, она што се случуваше е следново. Во така наречената борба против корупцијата која ја поведе оваа власт, требаше да биде сменет јавниот обвинител и тие најавуваа смена на јавниот обвинител, кој сега ја води истрагата и можете да замислите неговото постапување под каков притисок е кога знае дека тој треба да биде сменет. Сега предпоставувам тоа ќе биде одложено бидејќи нелогично е да биде сменет, а од друга страна имаше најавен протест од страна на власта против интерпелација на 6 членови на судскиот совет, значи се ова поврзано со правосудниот систем, за која интерпелација е законски и уставно неиздржана. Практично се направи интерпелација која тоа не е. И се повикува кој е многу битен уставен дел е судскиот совет кој ги назначува судиите во сите судови. И нивната независност е многу битна. Значи, од таква ние атмосфера
во таква атмосфера се случи оваа трагедија. Па може да процените какво е практично постапувањето и на органите и на прогонот, и на Министерство за внатрешни работи, и на обвинителството, и на судството, односно сомнежот кој граѓаните го имаат. Дали ќе биде објективно и дали вистинските виновници ќе бидат. Ние во моментов немаме практично од она што е достапно за јавноста, немаме покрената кривична пријава против или во истрагата практично не се опфатени актуелни лица, а никој од актуелната политичка гарнитура, без разлика на која позиција во хиерархијата се наоѓа, освен градоначалникот на Кочани кој даде оставка, не даде на своја рака, односно не понесе политичка одговорност. Како што е една елементарна, минимална, што нема никаква врска политичката одговорност, пак со кривичната или друг тип на одговорност. Има ли според вас вариант при којто мирните демонстрации в Кочани, в Охрид, в Штип, тук в Скопје да ескалират така че да се стигне до реално понасене на одговорност од властимащите и до оставки на вътрешен министр, на премиер? Знаете, ние сме во ситуација на блокирани евроинтеграции и тоа создаде кај граѓаните и без оваа несреќа едно чувство на апатија и на безизлез. Вие најдобро знаете зашто се блокирани евроинтеграциите од наша страна. Одбива власта да ги исполни обврските од преговарачката рамка од 2022 година и ја префрла постојано се обидува да го билатерализира спорот кој одамна не е билатерален, 2 или 3 години, и изместен е фокусот кај нас и без оваа несреќа. За жал на други како се вика полиња се задолжува кај една земја членка од Европската унија која е а тоа е Унгарија, која е највеќе во моментов блокира и дестабилизира Европската унија и се создава едно чувство на замена на тезите и замена на нашиот европски пат, дека може ние и сами без Европската унија. Начинот на кој се менеджира оваа криза и чинот дека ние не може да се погрижиме ниту за жртвите, за нашите граѓани, и мора да бараме помош од многу земји членки на Европската унија, покажува дека ние сами не можеме. И мислам дека треба да се стави фокус на тој чин да се вратат и овој момент, оваа голема трагедија. Јас дури би рекла да не бидат залудни и овие жртви, меѓутоа и многу други жртви, тие се залудни секако. Ова е голема катастрофа што се случи. Меѓутоа бараме општеството да извлече некаква поука и да видиме дека ние навистина не можеме да не паднува под никаква пропаганда, ниту антибугарска, ниту антиалбанска, која е меѓу другото водена и од властите, и овие и некои претходни, и конечно да видиме дека ние сами не можеме. Не можеме ниту сами да го реформираме системот, не можеме ниту сами да се справиме со ваков тип на катастрофи и не може правдата да донесеме ако практично не го поминеме тој процес на евроинтеграцијско отварање на поглавијата и реформата на целиот систем. А за тоа треба да го исполниме последниот устав, што во суштина е еден многу, како да ви кажам, човечки момент кој се однесува на почитување на правата на бугарите во Македонија, меѓутоа и на други етнички заедници кои ќе влезат во преамбулата. Значи, зашто зборуваме ние? Дали тој момент може да се мери со трагедиите што се случуваат? Споменахте безисходицата и блокираната евроинтеграција. Има ли място в този контекст Македонија в српски свят, в којто политиците използват трагедијата, използват жертвите од Кочани за да си правят политическа пропаганда? Визирам српският президент Александар Вучич, който влезе при тежко пострадали македонци в болница в Белград с 50 души репортери, фоторепортери, видеооператори. Нормално ли е това и как си го обясняват? Нема рационално објаснување за едно нерационално постапување и таа пиар стратегија каде што виденото и импресијата и впечатокот ќе биде победен од суштината не е никаква новина ниту за председателот Вучич во Србија, тоа го знаат граѓаните, реакциите на социјалните мрежи се жестоки од кај нас, а српската вика па добро, конечно видовте ние со кого си имаме работа, не дека ние не знаевме. Таква пиар пропаганда се прави и кај нас, значи нема тука разлика, можеби размерот да биде помал,
Меѓутоа, проблемот на така наречениот српски свет, во кој, за жал, преку концептот на Отворен Балкан свесно не внеси предходната власт на СДСМ, а не држи оваа власт на ВМРО ДПМН, е оној параван за замена дека ние можеме и без Европската унија. Тоа ние можеме без Европската унија се сведува на ова, на трагедија од ваков размер, на ваква злоупотреба на трагедиите од власти кои не се демократски и кои немаат намера да бидат демократски, и тоа во едни многу сложени геополитички услови, каде што ние знаеме дека сојузништвата на Соединетите Американски држави, Европската унија е на тест практично ставено. И дека практично европска држава, мала држава каква што сме ние, не може да помислиме да обстанеме без големиот сојуз на Европската унија. Тоа не може да си го дозволат ни поголеми држави како вашата. Претпоставувам дека и кај вас се води таа дебата, што ќе се случи, како ќе се случи, каде да се поставите, би рекла тоа здружување и засилување и на европската одбранбена политика и на европската економија, а ние да правиме експерименти, практично правење експерименти со животите на граѓаните кои гледаме како трагично завршуваат. Возможно ли е истинска европейска промяна в Македонија, ако преди това не бъде разбита дълбоката държава? И този, така да го нарека, битов югославизъм от най-ниско до най-високо ниво в тази страна? Знаете, тој постюгословенизам или тие југословенски југоносталгични емоции се користат исклучиво за луѓето да се држат во една, јас би рекла, во една состојба на заробена свест, каде што се идеализира минатото на сметка на она што се пропушта во сегашноста. Ниту Југославија била таква каква што сакаат сега да ја представат, ниту животот бил на така идеален и романтичен, а во меѓувреме реалноста не гази на најбрутален начин. Мислам дека граѓаните се многу поосвестени од однос на политичките елити, јас би ги нарекла. Ние имаме проблем со партиите кои практично се под силно влијание и на српскиот свет, јас би рекла, меѓутоа и се врзани ментално, емоционално со тој постјугословенски систем. На крајот на криштото станува на нас граѓаните да се избориме. Мислам дека реакцијата практично ги затекна. Знаете, вие ако допред некое време зборувавме за бугарите во негативен контекст, сега вие не може да најдете ниту еден после ова што се случува, затоа што фамилии имаат своји деца таму, бугарски лекари, бугарска држава се борат за животите на нашите деца, а тоа не го направи нашата држава. Мислам дека таа емоција и таа состојба на свеста е посилна од се. И јас искрено се надевам, мене ми е жал што да се случува преку трагедија, дека луѓето ќе сватат дека биле изманипулирани практично на еден многу брутален начин и дека ниту Бугарија некогаш ни била непријател, ниту Грција ни била непријател, ниту било кој, нас и Србија во моментов ни помага. Не е спорно, така? Меѓутоа не треба тоа да се искористи во некакви политички цели како што го користи претседателот Вучич. Јас се надевам најискрено дека оваа трагедија ќе помогне, ако ништо друго, да се разбудиме од оваа агонија.